Го следите неделното интервју на Слободна Европа. Во него гостин е председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски. Господине Црвенковски, дали вие како лидер на најголемата опозицијска партија во Македонија ќе поддржите евентуален договор меѓу Груевски и Папандреу или меѓу владите на двете земји за името на Република Македонија, а другите прашања поврзани со идентитетот да се решаваат подоцна? Јас лично би посакувал кога би било можно да се дефинира и усогласи целиот пакет. Зошто? Ако прашањето за сложеното име кое што би се користело на меѓународен план, кое што е всушност најважно за Република Грција, биде решено веднаш на почетокот, а прашањето за идентитетот, кое што е пак најважно за Република Македонија, биде оставено за подоцна, тоа би можело да представува на одреден начин хендикеп за македонската страна. Меѓутоа, би сакал уште еднаш да го повторам, оној став на Социјалдемократскиот сојуз, кој што е веќе познат на целата македонска јавност, секое решение кое што води кон елиминирање на опасностите од блокада во декември во Брисел, а што е прифатливо за премиерот Груевски, ние ќе го поддржиме. Кои се ризиците ако другите прашања поврзани со идентитетот, односно јазикот и нацијата, како и опсегот на употребата, се остават да се решаваат подоцна? Ризикот ево тоа што всушност ние не знаеме како ќе се постави Грција во моментот кога ќе се разговара на таа тема. Значи, таа би го добила најважното за себе прашање, сложеното име за меѓународна употреба, а се уште би го задржала правото или можноста низ процесот на преговорите со Европската Унија да го употреби правото на вето, да не блокира или при отварање или при затварање на некои од главите кои што се преговараат. Тоа е еден ризик за кој што треба да бидеме свесни и сметам дека со една превентивна дебата на самиот почеток, со еден договор или разговор на таа тема, и тоа не само помеѓу премиерите или на билатерална основа, туку со некаков договор кој што би бил гарантиран и од меѓународната заедница, пред се од Обединетите нации под чиј чадор се водат тие преговори, би можеле да се осигураме од тој ризик. Има ли СДСМ конкретен предлог како да се надмине спорот побрзо, ако информациите од македонските владини извори се дека грчката страна сега поставува максималистички барања? Социјалдемократскиот сојуз не е ниту учесник, нити медијатор во преговорите. Од тука било каков конкретен предлог кој што би произлегол од наша страна, не само што не би помогнал, туку, еве да го потребам оној израз што владините представници често го користат, би можело и да го загрози процесот или во најмала рака да представува повод за нови обвинувања од страна на актуелната власт кон Социјалдемократскиот сојуз дека со тоа ја поткопуваме преговарачката позиција на Република Македонија. Со нашата позиција, со нашиот став дека го поддржуваме премиерот Груевски во решавањето на овој проблем, ние всушност демонстрираме максимална конструктивност, тоа е она што ние можеме го направиме, се останато е во рацете на Груевски, се разбира вклучително и целокупната одговорност за конечниот исход од овој процес. Имавте повеќе средби со неколку клучни странски амбасадори во Македонија. Какви барања тие имаа од вас? Точно дека во последно време голем број од странските амбасадори во Република Македонија го посетија седиштето на Социјалдемократскиот сојуз. На тие средби тие не испоставија или не дефинираа никакви барања до СДСМ, ним нашите позиции и ставови им се добро познати, тие ги поздравуваат и ги поддржуваат. Она за што повеќе се интересира, сака да ги слушнат нашите предвидувања и анализи за развојот на состојбите во државата, и се разбира за напредокот кој што е во меѓувреме постигнат во процесот на консолидирање и јакнење на Социјалдемократскиот сојуз. Дали на решавањето на спорот до 7 декември може да доведе до обиди за уривање на власта, кое би тргнало со дистанцирање на албанците од неа? Јас сметам дека ова е период во кој што сите, буквално сите во Република Македонија треба да се фокусираме на тоа како во декември во Брисел да постигнеме успех, да постигнеме победа, да не се соочиме со нов пораз. Имаме голема историска шанса пред нас, со една одлука, со еден потез, да станеме и членка на НАТО алијансата и да ги почнеме преговорите со Европската Унија или со други зборови да ја обезбедиме и осигураме иднината на Република Македонија. Било какви коментари, анализи, дискусии околу можни сценарија после 7 декември во случај на неуспех, според мене во овој период се контрапродуктивни. Затоа, потоа да се надеваме дека такво нешто нема да се случи или како што вели една изрека, за лошите работи никогаш не е доста.
Дали договоривте некакви идни чекори со лидерот на ДУИ Али Ахмети? Единствената работа која што ја разговаравме со господинот Али Ахмети е токму она што и јавно е соопштивме. Значи, како што реков пред малку, се наоѓаме пред историска шанса која што не смее да се пропушти и двете партии даваат целосна поддршка на владата, на премиерот Груевски за решавање, а не за блокирање на тој процес. Тоа се пораки на охрабрување и сметам дека се апсолутно позитивни и конструктивни. Не стана збор за никакви други сценарија, не стана збор за никакви бунтови, рушење на владата, црни сценарија. Сето тоа што се пласираше во јавноста е резултат и продукт на кујната на ВМРО ДПМН, односно на нивниот пропаганден штаб. Зошто го правеа тоа, јас не знам. Може би како вовет или увертира на она што следеше, тоа е писмото што Груевски го упати до своето членство и со кое повикува на конечна пресметка со сите оние кои што не мислат како него. Се разбира, и тоа писмо ќе остане без било каков ефект, барем во случајот на Социјалдемократскиот сојуз, таквите закани само не прават посилни и порешителни. Дали сте во некакви консултации со лидерот на ДПА Мендух Тачи? Па јас имав прилика во неколку наврати да се сретнам со господин Мендух Тачи, имам намера тоа да го правам и во наредниот период. И не само со него, туку се сретнав и со господинот Тимер Селмани. Сметам дека тој тип на комуникација е апсолутно нормален, примерен, потребен, корисен во едно демократско општество. Најмалку што ќе си дозволам е некој друг, а тоа се моите политички противници од ВМРО ДПМН, да ми одредуваат со кого треба и со кого може да се среќавам. Дали изјавата на функционер на ДУИ дека доколку не се реши спорот до 7 декември, албанците ќе влезат сами во НАТО и во Европската Унија, представува закана за можност од нов конфликт во Македонија? Или тоа се поединечни изјави кои немаат капацитет? Па тоа беше изјава на еден член на ДУИ, висок представник, меѓутоа сепак поединец. Јас ја оценив веќе претходно како крајно радикална и неприфатлива. Впрочем, и самата политичка партија многу брзо после тоа се огради од таа изјава, што е добро и што говори за една свест во самата партија во Демократската унија за интеграција, дека тоа не е патот кој што би одговарал било на македонците, било на албанците во Република Македонија. Меѓутоа, исто така, треба да бидеме свесни дека при подолготрајна блокада на нашите евроатлантски интеграции, можно е, ја не гледам дека тоа мора да се случи, меѓутоа можно е нашите сограѓани албанци да почнат се погласно да го поставуваат прашањето до кога заради нерешените историски и идентитетски прашања на македонскиот народ тие ќе жртвуваат својата европска и евроатлантска иднина. Тоа не мора да води кон конфликт, меѓутоа може да представува еден генератор на постојани тензии, недоразбирања, намалување на меѓусебната доверба. За нас процесот на евроатлантско интегрирање е исто така битен и значаен, затоа што сме поблиску до Брисел, што сме повеќе интегрирани кон Брисел, толку повеќе сме интегрирани внатре во македонското општество. Од каде оптимизам дека ќе ја вратите вашата партија на власт? По 3 години СДСМ не успеа посериозно да се приближи до гласачите, а последните анкети покажуваат дека вашата партија има низок рейтинг. Па прво морам да кажам дека Социјалдемократскиот сојуз од изминатите 3 години е сосема различен од Социјалдемократскиот сојуз кој што го создаваме и градиме во овие 5 месеци. Се работи за нов СДСМ, со нова, исклучително квалитетна политичка партиска програма, со многу нови луѓе кои што внесоа голем ентузијазам, нова енергија во партијата, со нов начин на функционирање. Ние сме секојдневно низ државата, ги посетуваме сите градови, населени места, се среќаваме со граѓаните, ги запознаваме со нашите програмски определби. Граѓаните го препознаваат тоа, поддршката на партијата од ден во ден се зголемува. Верувам дека многу скоро тоа ќе се покаже и на анкетите, говорам за оние објективните анкети. Со еден збор, убеден сум, уште повеќе отколку порано, дека на следните парламентарни избори Социјалдемократскиот сојуз ќе победи. Ви благодарам на разговорот. Го следете неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.